Добар ден на сите од МК Аутоекспертизи. Се одлучивме визуелно и показно да ја објасниме нашата дејност, затоа што сме нови на македонскиот пазар со типот на услуги кои ги нудиме. И не секогаш им е јасно на сите на кој начин ние им помагаме да го одберат своето возило, да ја заштитат својата инвестиција, да ги знаат скриени трошоци во врска со возилото кое имаат намера да си го купат и да добијат највеќе за соодносот на платено добиено или пак да знаат во каква состојба е нивното постоечко возило кое веќе го поседуваат и кои се поправки се битни да бидат што побрзо направени за да биде возилото безбедно и технички исправно во сообраќајот колку тоа ќе чини. Значи нашата примарна цел е да ја објасниме што подобро и попластично состојбата на возилото кое се тестира на странката, затоа што не сите се разбираат во автомобили. Затоа користиме современи докажани машини, како и секако долгогодишно искуство на мајсторот во оваа бранша. Тој ги знае и ги разбира возилата и најчестите дефекти на одредени модели на возила. Првично проверката започнува во светлосен тунел, полн со многу јаки LED светла, поставени на повеќе позиции, кои ни помагаат да ги воочиме неправилностите на сите панели на возилото, нерамнини, длабнатини, гребнатини, нееднаквост на бои, траги од полирање, холограми и слично. Понатаму, со специјален уред за мерење на боја во микрометри, се мери дебелината на бојата на панелите помеѓу металот и сензорот на инструментот. И таа треба да е со минимална отстапка. Секоја поголема промена на дисплејот наговестува дека има извршена корекција. Овој панел може да се види дека е боен. Секоја поголема промена на дисплејот наговестува дека има вршена корекција, китирање на панелот или во најмногу случаи калемење на делови од каросеријата. Се проверува секој панел, негов жиг, неговиот праймер, дали е оригинален од фабрика, дали соодветствува со другите панели. Се создава слика за состојбата на возилото. Се проверува подхаубата, состојбата на роговите, носачите на крилата, носачите на амортизерите, шарките на хаубата, дали има траги од било каква промена на нив, дали има механичко оштетување или маскирање, каква е состојбата на деловите на предниот дел на возилото, држачи на фарови, интеркулер, хладњак, челен лим, црева, цевки. На задниот дел на возилото исто така се проверува механичко оштетување и маскирање. И под возилото се проверуваат сите структурни носачи на возилото. Потоа се проверуваат годината на производство на стаклените површини, за да знаеме дали некогаш е вршена нивна замена. Не мора да биде поради сообраќајка или удар, може да биде и поради оштетување, како на пример на ветробранското стакло или на шофершајбната, кое се оштетува од самите пришачи и од камчиња при возење на поголеми брзини на авто. Се проверува состојбата на предни и задни дискови и кошици, состојбата и староста на гумите. Се проверуваат расвета, брисачи, електрични команди, се проверува состојбата на интериер, на волан, менувач, патос, педали, тапацири, копчиња, се проверува комплетност на багажен простор и резервна гума, дали ја има гумата и сите низини пропратни делови. Во моторскиот и механичкиот дел се проверува дали има протекување на масла, гориво, течност за ладење, кочиона течност, состојба на цевки и црева и нивен спој, дали моторот дува, согорува масло, дали има зумење на ланче, звук на лагери, на ролери за тегачи, состојба на каеши, ниво на антифриз, масло, состојба на турбополначот, состојба на акумулатор и алтернатор. Се крива возилото на дигалка и се проверува за протекување под мотор, односно сливање на течност, состојба на систем на гориво, се проверува и квалитет и состојба на антифриз и акумулатор, состојба на изолен систем, проверка на гумени делови на подвози, на преден и заден трак, вилушки, спони, полуосовини, кардански гуми доколку се работи за возило кое што е на задна буча или 4x4. Се проверува состојба на картер, редуктор, кардан, диференцијал, состојба на заштитните пластики на долниот дел на возилото. Проверуваат со обиде дијагностика сите модули на возилото за постоечки грешки во истите. Грешките се идентификуваат, бришат и повторно се пребарува за нивно повторно постоење, односно детектирање од системите на возилото. Се проверува реалната километража на возилото во повеќе модули и таа треба да биде иста со иста вредност во сите нив.
Се врши машинско тестирање на состојбата на преден и на заден трап, состојбата на амортизери и на предни и задни кочници. Се врши симулација на движење на возилото под максимално оптеретување на ово место, на ваљаци, на динамометар машина на која се пратат издувните гасови. Се внимава на протекување од моторскиот дел, на дишење на цевки и црева и се проверува силата на моторот дали е во фабричките спецификации во однос на поминатите километри, односно се контролираат перформансите на моторот. На крајот нема добра проверка без тест проверка на мајсторот. Тој ќе изврши тест возење и детектира звуци и однесување на возилото кој машината не може да го долови. Тестирање за кое треба да се има искуство, а на враќање во сервисот се проверува она кое можеби е додатно воочено и се врши уште едно диагностицирање за појавени грешки во системите. Приемот на муштери се одвива во оваа просторија во која се следи процесот на инспекција, во која има бесплатно кафе, сок, вода и тестирањето се следи на камери во климатизирана просторија. Процесот завршува со детално образложение во печатена форма, во форматот кој е лесно разбирлив за сите, и со додатни коментари кои окажуваат за поправките кои треба да се извршат, со самото тоа клиентот знае колку дополнителни трошоци може да очекува при купување на возилото. Секако дека има уште некои тајни на занаетот кои не се споделуваат за да се осигура точноста на информациите за состојбата на возилото, но тие остануваат за нас.